MC. Добар ден. Го гледате неделното интервју за Радио Слободна Европа со председателот на државата Стево Пендаровски. Господине председателе, кажавте дека уставните измени треба да влезат во собранието и без претходно да биде обезбедено двотретинско мнозинство, тоест консензус. Бевте против тоа, зошто го променивте ставот? Јас го реков и во мојот претходен јавен настап дека тука постојат и за аргументи и против, и за едната и за другата опција. И на крајот мислам дека е подобро да се влезе во таа процедура за конечно кој ќе треба да се гласа, дали ќе биде тоа првото гласање за кој исто така е неопходни 2/3 или последното, да се издиференцираат оние два блока кои се веќе видливи во македонското општество на политичката сцена, едните за Европската унија под овие услови со оваа преговарачка рамка и другите кои се де факто против Европската унија и кои заговараат од кога ќе дојат на власт да репреговараат со Бугарија и да репреговараат со Брисел за некоја подобра, наводно, преговарачка рамка. И се повикав на еден пример од 2018-та, кога сите знаеме, променивме името, додадовме Северна на Македонија и имавме процедура за уставни промени, меѓутоа пред да дојде првото гласање за 2/3, знаете дека немавме, таа тогашна владеачка коалиција немаше гарантирани 80 гласа. Така што мислам дека и сега е добро да се влезе во тоа, ако е возможно некој од оваа страна, од опозициона страна да го промени своето мислење, шансите се мали, се согласувам, но зошто да не се проба? Имаме длабока поларизација и самите ја констатиравте на почетокот на мандатот, се залагавте, најавувавте обединување. Но таа е се подлабока. Во такви услови, практично, вие се залагате за уште една поделба. Овој пат за и против Европа. Знаете зошто? Затоа што мислам дека треба низ такво гласање, ако дојде до таа фаза и ако таква биде поделбата и низ процесот на гласање, тоа само ќе го верификува оно што сите го гледаме. Значи, нема да додаде на поделбите, само низ процесот на гласање ќе се идентификува за оној на кој тоа се уште не му е јасно, цел нашава држава, дека постојат два блока кои имаат една и друга спротивставена на првата визија за Македонија во Европа. Но зошто поделба? Па, затоа што тие поделби не се генерирани од вчера и јас мислам дека тие поделби не се ни драстично влошени само со гласањето за Европската преговарачка рамка. Датираат од многу поодамна. Сега не би сакал да звучам премногу пристрасно или премногу партиски, затоа што самиот не сум член, никош не сум бил на ниту една политичка партија. Меѓутоа, знаете дека од рамковниот договор, да не кажам и пред рамковниот договор, од осамостојувањето на Македонија, овие два блока кои постојат во етничкиот македонски кампус, има диаметрално спротивставени гледишта од влезот во Обединети нации. Да, реков дека веќе сме свесни за поларизацијата, но вие како да додавате? Не, јас мислам дека уште една или да се утврди таа... Нема да се додаде, само велам ќе стане дополнително препознатливо имено затоа што ни престојат за 10 месеци избори, парламентарни и председателски, и мислам дека граѓаните на Македонија треба да ја знаат нивната перспектива ако гласат за едниот или за другиот блок. Низ ова прашање се прекршуваат и многу други прашања. И јас тврдам дека станува збор не само за блок кој е за Европа и блок кој е против Европа. Ја тврдам дека станува збор за блок, овој вториот кој е контра Европа, кој не сака да ги усвои европските вредности, принципи и стандарди, и кој, ако дојде во позиција да ја практикува власта, ќе ја практикува на сличен начин како во период 2006-2016. Ако се усвојат уставните измени, очекувате веднаш да продолжат преговорите со Европската унија без нови услови, без нова бугарска Да, затоа што постои клаузула во самата преговарачка рамка, буквално вели по автоматизам ќе се продолжи, ако се усвојат уставните измени, по автоматизам се закажува втората меѓувладина конференција. Значи не вели ќе ви дадеме дополнителен датум за втората конференција, туку вели по автоматизам се закажува втората меѓувладина конференција. Овие денови слушаме од Вон дер Лајен, од францускиот председател Макрон, нови планови за развој на Западен Балкан, од Макрон планови за нови видови на сојузи, проширување на Европската унија на Западен Балкан. Не е прв пат
слушаме вакви најави. Но дали Европската унија сметате дека конечно се разбуди заради Украина и дали на вистина постои геополитички момент што треба да се искористи? Верувате ли во тоа? Не. Не верувам во нови форми на асоцирање и членување во Европската унија. Да бидам отворен и директен. Македонските граѓани се уморни, се заморени од нови и нови методи по кои ние треба да се приклучиме на таа организација. Имено францускиот председател Макрон пред 3 години побара нова методологија, која тврдеше во тој период дека ќе биде далеку поефикасна, далеку покуса во временска смисла и вели како што ќе напредувате од кластер во кластер, така веднаш ќе ги чувствувате придобивките од членство во таа област која ќе ја завршите со преговорите, нема да чекате до последниот момент кога конечно ќе станете полноправна членка. За жал, до овој момент и двете држави од Западниот Балкан, Србија и Црна Гора, кои се во процес на преговори безмалку децении, ако не и преку тоа, немаат почнато практично да преговарат по новата методологија. Значи, не ни се потребни нови форми на соработка во тоа поле за да стигнеме и да станеме членка на Европската унија еден ден. Но дали има моментум околу проширувањето? Гледаме дека има моментум. Заради Украина? Има. Има моментум, меѓутоа јас сум го кажувал тоа неколку пати, јас ја спорам позадината на тој моментум, мотивацијата на тој моментум. Ако вие дадете статус на кандидат на Украина и на Молдавија, и ако вие и дадете со одредени условувања на Босна и Херцеговина, имено заради војната во Украина, моето прашање е до европските званичници, до нивните представништва и амбасади овдека, што ќе се случи кога, дај Боже, утре престане војната во Украина? Ако треба да чекаме војна на континентот, да ви текне дека Западниот Балкан минимум, па и она што е дел од така нареченото источно партнерство, треба дефинитивно после децении чекање да стане дел од формално, да стане дел од Европската унија, јас се плашам дека тој тип на резонирање не бил никогаш карактеристичен за Европската унија. Тој тип на геостратешко резонирање, безбедносни закани, војни, традиционални закани, нови хибридни закани и е специфика за НАТО. Европската унија секој пат низ својата историја имала сосема поинаков профил на критериуми низ кои ги проценувала потенцијалните членки. И сега ако вие почнувате да наликувате на НАТО алијансата, што правиме кога реков таа војна, дај Боже не утре, денес, сега да запре со некакво примирие. Што правиме? Ќе се изгуби моментумот. Не би сакал да видам моментум за приклучување на Западниот Балкан, вклучително и на Македонија, во Европа, само затоа што има војна некаде на континентот. Евроскептицизмот расте, очекувано, но колку за тоа придонесува и самата влада, па и вие лично обвинувајќи Европската унија дека го изгуби кредибилитетот држејќи не во чекалницата. Дали тоа станува и некаков изговор и на оваа и на претходните влади да не спроведуваат реформи? Европската унија направи стратешка грешка што го остави регионот и нас внатре, после сите компромиси кои особено ние ги направивме како држава, не остави надвор, воопшто не помислувајќи дека мора еден ден да помисли и на тој свој природен, да го наречам, дел кој Балканот генерално кој припаѓа на проектот наречен Обединета Европа. Во тој дел јас констатирам, велејќи го ова, она што вие прашувате, дали ние бараме некако оправдување затоа што не правиме. Да, никој не спречи да ги спроведеме. Значи, јас не велам дека балканските држави направија одлични реформи, а европјаните тоа не го видоа. Јас велам дека, и тоа е повторно грешка на Европската унија, таму каде што не правевме реформи, ние и сите други, Европската унија ја немаше никаде гласно да каже не правите реформи и заради тоа нема да напредувате. И тоа Европската унија дури сега и Соединетите американски држави почнуваат да критикуваат, толку пари дадовме во таа област, не гледаме резултати. Значи, вакви директни критики не сме имали изминатите години, а имаше поводи. Нели е болно да се слушнат тие критики? Понижувачки е за секој од нас. И ние што сме на јавна функција во овој период, и оние што биле пред нас на јавни функции години, а не помогнале да се подобрат состојбите. Меѓутоа, не велам дека одговорноста е на секого еднаква. И тоа велам дека како држава ние сме во прилично лоша состојба, особено во делот на клучниот принцип по мене по кој се проценува нечија подготвеност за членство во Унијата, тоа е владење на правото. Имате малку
ингеренции, предлагајќи членови на судскиот совет, но што можете да сторите? Беа сменети и замина две председателки на судскиот совет. Скандалот сите го гледавме, беше на вистина јавен, но сите и двете обвинија за политички влијанија. Обвинија за судско бизнис елити. Дали вам ви кажа какви се тие влијанија? Јас мислам дека и на прозивањето од кога тие ги дадоа таквите изјави и на прозивањето од останатите членови на судскиот совет, тие не беа многу поконкретни во таа насока. Дали вам ви кажа? Не. Знаете, дали вие знаете кои се? Јас не знам во конкретниот случај кој нив им се јавувал од политичката гарнитура или од бизнис елитата. Меѓутоа, знаеме дека такви притисоци постојат, особено за оние така наречени високо профилирани случаи, во кои некоја крупна риба од бизнисот или од политиката е потенцијално зафатена со тие, може да биде зафатена со тие процедури. Она што ќе ме прашате, независно дали има многу или малку ингеренции, јас им давам препораки и на оние кои имаат многу ингеренции во однос на правосудството. Направете една ваква работа, наместо реторика. Просто дадете пример вие, со тоа што вие нема да се јавувате никаде. Значи, начелно зборувам за сите политичари кои се на функција, ресорни министри, председатели, премиери, градоначалници. Зборувам за оние кои се избрани од граѓаните. Бизнисот е посебна ситуација. И тоа мислам дека јас го правам во изминативе 4 години додека сум на мандат. Не постои една единствена инстанца во која јас сум се јавил, или преку човек или директно, за било кој случај да ургирам да биде решен вака или онака. Ако сите што сме на некаква јавна функција, тоа го правиме или барем поголемиот дел од нас, мислам дека драстично ќе се подобрат состојбите во таа сфера. Да ве подсетам, ќе се вратам малце на евроскептицизмот. Холандскиот амбасадор Коп рече во интервју за Радио Слободна Европа, треба да размислиме кога го финансираме меѓу медиумите, невладините организации. И вие се согласивте со тоа и малку зазвуча на едни минати времиња. Не станува збор за пари од македонскиот буџет. Не станува збор за пари кои се собираат од македонските даночни обврзници. Ја кога би направил ваква квалификација за нашиот буџет и во однос на наши невладини медиуми, ја би бил голем недемократ. И би зазвучало, како велите вие, на некои бивши времиња. Ја коментирам одлука на странска држава, Кралство Холандија. Холандската влада вели, се повлекуваме од еден голем проект со судскиот совет, бидејќи судскиот совет ни покажа дека не работи согласно европските принципи. И ние не сакаме да ги трошиме парите на холандските даночни обврзници. Знаете и вие и јас дека постојат, например, интернет портали кои последниве 2 години ја поддржуваат тотално руската нарација за нивната инвазија во Украина. А примаат во еден дел и американски пари и европски пари. Ја не би сакал да сум во кожата на нивните политичари таму кои треба да објаснуваат зошто поддржувате интернет портали кои се продолжена рака на кременската пропаганда. Колку Русија е вмешана и во спорот што го имаме со Бугарија? Дали тоа влијание, имаме докази за таква вмешаност? Прво се работи за многу сензитивна работа и не би сакал да тоа јавно, не смеам да го коментирам тоа јавно. Меѓутоа постоја неколку наводи од сериозни извори во самата Бугарија, од некои нивни невладини организации или истражувачки агенции кои детектира такво влијание во некои сегменти на бугарското општество. Меѓутоа, сега без да навлегувам подалеку и се разбира ги немам сите информации на таа тема, мојот впечаток е во однос на позадината на тој спор дека тука станува збор за дебели историски наслаги на бугарска страна, затоа што знаете нивната реторика изминативе 2-3 години не се разликува од реториката која била од нивна страна кон нас и кога сме биле дел од Југославија и пред 30 и пред 50 години. Тоа што не верувам дека и да има некакво тука руско влијание, дека тоа е доминантно во таа една нарација политичка и историска која бугарската држава и бугарските влади сукцесивно ја спроведуваат кон нас. И следите сигурно случувањата на Косово, како ја оценувате целата ситуација? Како членка на НАТО ја следиме директно и особено како членка на Алијансата која има своји војници на Косово. Нашите војници не се на северот на Косово распоредени, меѓутоа имаме 65 војници таму.
Имаме намера и да останеме и се разбира и во догледна иднина да го зголемиме тој контингент, заеднички придонесуваме кон сигурноста во регионот, бидејќи ако ние придонесуваме за стабилноста на Косово, со кој сме директни соседи, се разбира, придонесуваме и за нашата стабилност и безбедност. Проценките на алијансата се дека состојбите таму од време на време доаѓале и ќе доаѓаат до некоја точка на вриење, зборам за северот на Косово, меѓутоа дека силите на алијансата кои во меѓувреме ќе бидат засилени со дополнителна бројка на војници, се доволни да не дозволат прелевање на нестабилноста ниту во останатите делови од Косово, не само на северот, значи да останат локализирани, а уште помалку да се прелеат кај нас или во некои други делови од регионот. Бевте во Охрид кога се договараше анексот на договорот или Охридски договор веќе го нарекоа. Сметате ли дека уште е жив? Ви кажам, една интересна епизода, имав кратка средба неодамна на еден од меѓународните аеродроми со Борел. Му го поставив истото прашање, а тој само што доаѓаше од втората неуспешна рунда, да ја наречам, после Охрид, од дијалогот Белград-Приштина, ми рече дека неговата проценка е дека треба многу напори да се вратиме на атмосферата која беше во Охрид. Таму имаше 12 часа разговори, меѓутоа на крајот сепак имаше продукт, имаше договор околу имплементацијата, околу оперативниот план за имплементација на базичниот договор. Вели дека во меѓувреме атмосферата, тоа и го гледаме, прилично се влоши, дека атмосферата и во двата главни града, Белград и Приштина, не е податлива за големи исчекори во таа насока. Меѓутоа, вели, наша задача е и на Лајчак, специјален преговарач за тоа прашање, да се обидуваме наново и наново, бидејќи тоа прашање е битно за пошироката европска стабилност и безбедност и ќе мора да се реши на некаков начин во периодот пред нас. Ви благодарам за интервјуто. Тоа беше неделното интервју за Радио Слободна Европа со председателот на државата Стево Пендаровски. Пријатно.